Значи, не знам дали приметивте, имаме неверојатно голема делегација во Давос, која што е неверојатно долго време таму присутна и според мене троши неверојатно многу пари за неверојатно слаби резултати. Делче вика гледаме ракомет. Јас стварно не знам за ракометот, не пратам. Маријан вика дебакл. Сергеј вика шетање на државен рачун. Да, супер е тоа. Народот плаќа, овие се шетаат, си прават објави на социјални мрежи, уживаат таму, си го ладат на снег, идат, јадат, пијат, ќе објават по некој тук-тек под мишка што се фатиле, случајно се сретнале по ходниците. Значи, просто не ми се веруе колку не им е срам за ова што го прават. Еве, може да грешам, да чујам ваше мислење. Корнет вика, нашата делегација нема допир со реалност. Да. Мислам дека тоа што нема критичка моќ, тоа што нема опозиција, тоа што поседуваат средства за манипулација на јавното мислење, што шират пропаганда, и тоа како им прави да се опуштени, да мислат дека може да прават што сакаат. И богами и прават што сакаат, како што гледате. Значи, идат кој сака, значи идат таму у Давосе, кој сака Мицко, значи си повел делегација на другарчиња, тие што му се од кабинет блиски, као тешки, ајдеме се прошетаме. Нема оправдание кој зашто е отиден. Само еден момент, малку да пивнам кафе. Значи нема никакво објаснување кој зашто е отиден. Во кое својство. Нема никакво објаснување за оправданоста зашто се отидени повеќе отколку помалце. Држава како нашата би требало да се труди да ги намалува трошоците. Ние немаме некој голем животен стандард, не сме некоја пребогата земја да можеме си дозволиме вакви акробации со вакви големи делегации, без колку Америка да сме се понашаат. Или па валјда нашите сметаат дека ние Америка едно исто. Значи, нема објаснување кој е, нема објаснување зошто е. Наместо да тоа биде едно скромно присуство со максимизиран обид за постигнување на резултати, со однапред договорени средби, они се среќаваат таму со некои треторазредни поминувачи, некои помошници директори на некои фабрики, кои што можда некогаш ќе инвестираат некаква сума, се е у идно време, се е у облаци, ништо не е квантифицирано, ништо точно не се знае, за ништо не постои документ и така натаму.